Добро, еве. Прво да ги поздравам сите присутни тука, членови на Демократскиот сојуз, симпатизери и граѓани на Кавадарци. Добро, просторот е тесен, сите да се собереме, меѓутоа еве оваа прилика е да го отвориме штабот на Демократскиот сојуз по Кавадарци. Се надевам дека ќе имаме можност овде почесто се гледаме. Овде ќе се гради стратегијата за действување на Демократскиот сојуз за време на изборната кампањата за избори на президент на Република Македонија и предвремените парламентарни избори. Сакам да ви кажам дека Демократскиот сојуз ги започна подготовките. Ние сме политичка партија која што утре слави 14 години од формирањето. Сме присутни во јавноста, предпознатливи. Имаме своји ставови и гледишта за многу прашања. Партија која што е практично континуирано присутна во јавноста. Во текот на изминатите години, од 2006 година сме дел од коалицијата за подобра Македонија, но независно од тоа ние постојано излегуваме во јавност со наши гледишта, наши ставови за актуелни политички прашања. Некојаш не се нашите ставови, не се сопаѓаат со ставовите на водечката партија во коалицијата, меѓутоа оваа композиција од 23 партии е коалиција која што може натре партиите имаат своји гледишта, значи не сме ние монолитна или само да подржуваме или да настапуваме така како што ќе речат некои други. Демократскиот сојуз е партија која што, како што нагласив, постојано е присутна, актуелна и препознатлива. 14 години обстојуваме. Ја знаете дека се формираа многу политички партии, над 100, меѓутоа многу малку се присутни во јавноста. Ние сме партија која што е после ВМРО ДПМН најдобро организирана во коалицијата. Значи Демократскиот сојуз има 52 општински организации, до сега се вклучиле над 28.000 членови и тоа е еден силен потенцијал кој што очекуваме да биде вклучен во изборната кампања. Значи полека се мобилизираме и мислам дека ќе бидеме доста вклучени во сите изборни активности, во сите општини, во сите населени места. Кавадарци овде според еве сега колку што ја имаме евиденцијата, до сега се вклучили над 2000 членови. Веројатно дел од нив се пасивни, можеби некои заминале во друга партија, но во основа над 1000 члена имаме кои што се присутни, активни, кои што може да се вклучат во изборна кампања. За Демократскиот сојуз во оваа кампања ќе биде врвен приоритет тоа што ние го зацртавме во нашата програма, а тоа е економскиот развој на Република Македонија. Сметаме дека клучен индикатор за развојот на Република Македонија е создавање на нови вредности, отварање на производни капацитети. Овде вие знаете дека се отвори фабрика во Кавадарци, сега каде што над 1500 луѓе се вработени. Тоа е голем потенцијал и мислам дека активноста на владата, на ресорните министерства, секојдневното залагање придонесува да започне еден нов процес, еден нов циклус на отварање на нови производствени капацитети, што е битно за развој на Република Македонија. Наместо да бараме сите или притисокот да биде кон администрацијата, најдобро е за Република Македонија да се отварат фабрики, каде што ќе се создават нови вредности. Тоа е клучно за развојот, за перспективите на Република Македонија и тоа е начин како младите кадри да останат овде во нашата држава. Че ние како политичка партија сме против било какво политичко влијание за вработување. И затоа можеби е добро што се донесе закон со кој што се подигнати стандардите за влез во администрацијата. Во оваа насока сакам да нагласам дека ние сме за помала, стручна, професионална администрација, но и добро платена. Така да се надевам дека ќе има многу странски инвестиции, но исто така треба да се изедначат условите и за домашни инвестиции. Имаме компании што можат да инвестират, да отворат нови производствени погони. Тоа е битно за развој на државата. Натаму околу функционирање на правната држава, значи ние сме партија која постојано инсистира законите да важат за сите. И во оваа прилика сакам да укажам дека се она што се зборува за борба против корупцијата, против криминалот, значи докрај го поддржуваме и ние
оваа година, значи при подготовката на изборната програма посебно нагласиме дека ќе продолжиме со нашиот притисок да и натаму се води војна против корупцијата, против криминалот, таа да биде неселективна и што е најбитно предлагаме сите оние што се стекнале со богатство врз основа на злоупотреба на нивната довера од граѓаните, треба тој имот да се конфискува и сите тие да одговарат. И затоа повторно актуализираме нашиот проект за борба против корупцијата, проектот Декри или борба или војна што отворивме веќе 2006 година и таа треба да продолжи во наредниот период уште поинтензивно. Има и други прашања на кои што посветуваме посебно внимание. Еве вечерва, да речеме, еден дел да презентирам околу зголемување наталитетот во Република Македонија. Сметаме дека можеби ние да држиме говори, да зборуваме и така натаму, но конкретни мерки предлагаме како партија да се развива селото. Значи, руралните населени места, ако се изградат патишта, ако имаме добар систем на образование, едукација, здравствена заштита, ако имаме поволни кредити да градат куќи, тука можеби е начинот да се зголемува наталитетот, бидејќи има поголеми можности во овие населени места, во руралните области, да се вработуваат луѓето. И на крај сакам да покажам дека тоа да го презентирам вечерва, дека Демократскиот сојуз како дел од коалицијата за подобра Македонија деновиве интензивно разговараме околу заеднички настап. Разговорите се при крај и се надам дека до крајот на оваа недела ќе можеме да објавиме дека ќе бидеме дел од коалицијата за подобра Македонија. Инаку ние со ВМРО-ДПМН имаме стратешки договор од 2005 година, од тогаш настапуваме во 8 изборни циклуси досега бевме заедно и досега постојано сме добивале голема поддршка од граѓаните. Демократскиот сојуз е партија која што е добро организирана, силна и ние сме подготвени за изборните процеси и за председателската изборна кампања, но пред се многу подобро се организираме за престојните воредни парламентарни избори. Да ви посакам многу често овде да доаѓаат нови луѓе. Ние како партија сме отворени за млади, креативни, способни кадри. Имаме огромен интерес, прилив на млади кадри, тоа е гаранција дека партијата и натаму ќе обстојува и ќе ги застапуваме интересите пред се на граѓаните. Никош не поаѓаме, не тргнуваме од нашите лични партиски интереси, постојано работиме во интерес на Република Македонија и во интерес на граѓаните. Да сте живи и здрави и ви посакувам се најбоljно на сите тука.